почитуван премиер, почитувани колеги пратеници. На 16.1.2022 година во оваа собраниска сала ја изгласавме и ја избравме владата на Република Северна Македонија. Денес пред нас имаме избор за кандидати на заменици министри, докажани кадри во своите професии кои ќе овозможат поефикасно спроведување на програмата за работа на владата на Република Северна Македонија во периодот од 2022 до 2024 година. Во вашите говори, кога беше изборот на влада, постојано беше оспоруван легитимитетот на истата. Владата, предводена од СДСМ, својот легитимитет го црпи од парламентарните избори одржани на 15.7.2020 година. Денес е со проширено мнозинство, со одветен кадар и капацитети успешно да го заврши својот мандат во 2024 година. Минавме низ тежок период, соочувајќи се со последиците од здравствената и економската криза. Успеавме да ја сочуваме нашата економија и наша, а и ваша задача како опозиција е да ги надминеме старите предизвици, да се справиме со новите предизвици и да успееме во трансформација на нашата економија за потребите на новото време. Несовесно е да се бараат предвремени парламентарни избори без никаков основ и аргумент за тоа. Во овој период, дополнително изложување на непотребни трошоци, како за вонредни парламентарни избори, е недомакински и неефикасно. Во овие услови на криза, нашиот приоритет и цел кој предстои е подобро и поефикасно работење во секое општествено поле. Потребно е да дадеме приоритет и посветеност на економијата, зголемување на платите и пензиите, поддршката на стопанството, на енергетскиот развој и зголемување на вработеноста. Клучна цел на економската политика на владата ќе биде креирање на забрзан и одржлив раст на економијата и пораст на бруто домашниот производ со забрзување на стапката на економски раст на среден рок од 2,5% на 5% просечен раст. Главен предизвик и понатаму ќе остане соочувањето со ефектите од пандемијата COVID-19 врз економијата и социјално загрозените категории, како и потребата за заштита на животот и здравјето на граѓаните. Исто така, енергетската криза и цените на енергенсите на светските пазари представуваат голем предизвик за економијата. За таа цел, изработен е план за забрзан економски раст, кој представува генерална рамка која се состои од сите елементи кои би можеле да допринесат за зголемување на потенцијалот за раст на економијата на среден рок. Во исклучително тешка економска година остануваме посветени на финансиската поддршка на граѓаните. Го вреднуваме трудот на работникот со минималната плата од 18.000 денари. За 4,5 години имаме двојно покачување на платата од 2016 година. Република Северна Македонија не е повеќе рај за ефтина работна сила, како што беше во времето на владењето на ВМРО-ДПМН. Обезбедивме субвенции за 13.000 граѓани кои веќе земаат повисоки плати во своите фирми. Со оваа мерка се потврдува заложбата на владата за борба со сиромаштијата и поддршката на животниот стандард на граѓаните во услови на економска криза. Ке следи согласување на покачување на платите и на пензиите. Го решивме проблемот со БЕК, кој заради кризата не беше во можност да испорача топлинска енергија. Не дозволивме скопјани да останат без грејење. И покрај измените во Законот за данокот на додадена вредност во корист на даночните обврзници, и тоа зголемување на прагот за регистрација на данокот на додадена вредност од 1 милион на 2 милиони денари, намалување на стапката од 18 на 5% кај определени услуги, како за чистките, електричната енергија, проектот Мој ДДВ, каде што првпат физичките лица имаат право да направат поврат на своите средства, ние оваа година, во 2021 година, имаме пораст на даночните приходи, споредбено со 2020 година и споредбено со 2019 година. Тоа е резултат на добро менаџирање од страна на владата, како и на превземените политики во сузбивање на неформалната економија и даночна евазија.
Оваа година очекуваме повторно раст од наплатата на даноците, а не предвидуваме промени и изголемување на даночните стапки. Приоритет на оваа влада ќе биде владењето на правото, ред, антикорупција и безбедност. Согласно утврдените стратешки цели и приоритети за борба против корупцијата, во тек е надградба на планот за борба против корупцијата, кој ќе се темели на 4 столба, и тоа дигитализација, независно и ефикасно судство, професионализација на институциите и превентивни мерки. Согласно новиот извештај од Transparency International од Берлин, за само една година успешна работа од 111 место, Република Северна Македонија ја спуштивме на 87, подобрување за цели 24 места. Во споредба со 2020 година имаме најголем напредок во сите земји од регионот, и тоа од Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија, Албанија и Косово. Тоа е наш мотив во периодот што следи, уште поефикасно да се справуваме со корупцијата преку превземање на мерки за надминување на детектираните слабости во корупцијата. Исто така, еден од приоритетите ќе биде современата администрација, дигитализирани услуги, граѓанинот на прво место. Целта на оваа влада ќе биде професионално јавна администрација, дигитализирана и иновативна. Целта е да се постигне побрза услуга, подобар квалитет и еднаков пристап на сите правни и физички субјекти. Задолжителна опција ќе биде спроведување на дигиталните услуги. Реформите во администрацијата имаат потреба од професионални, искусни и стручни кадри. Ке се интензивираат долгорочните процеси за намалување на обемот на администрацијата за 20% преку спојување на функции и надлежности на институциите, пензионирање на 64 години, пакети за трансфер во приватниот сектор и друго, вработување на квалитетни кадри, развој на нивната кариера, обуки и унапредување и наградување. Владата, предводена од СДСМ и коалицијата Можеме, успеа Северна Македонија од земја меѓународно изолирана, раскарана со сите соседи, со закочени евроатлантски процеси и независна и безперспективна иднина да стане држава пример која умее да носи храбри одлуки за иднината, стабилноста и просперитетот. Ја остваривме стратешката цел, членството во НАТО, и денес сме рамноправна членка со НАТО сојузничките држави. Членството во НАТО значи мир, стабилност, безбедност, како и развој на државата. Наша следна цел е членството во Европската Унија. Целта, како и на претходната, така и на оваа влада, е да ги донесеме европските вредности и стандарди дома и да им овозможиме европски начин на живот на сите наши граѓани. Пред нас предстои конструктивна дебата за избор на кандидатите заменици министри. Предлагам на крајот од дискусијата заеднички да ги избереме за што поуспешна и поефикасно спроведување на програмата на владата на Република Северна Македонија. Благодарам.